Остварување на правото на еднаквост и заштита од дискриминација. Вака е насловена тркалезната маса организирана во општина Тетово, на која присуствуваше народниот правобранител на Република Македонија Изет Мемети. Тој рече дека граѓаните станувале се посвесни за нивните права и начините како да се препознае и пријави дискриминацијата. Само минатата година до народниот правобранител пристигнале 51 представка од граѓаните. Најчесто се работело за дискриминација на работно место поради партиска или етничка припадност. Нашите анализи и нашата секојдневна работа по однос на оваа поле, заштита од дискриминација, покажува дека од година во година граѓаните се повеќе се охрабруваат и имаат поголеми познавања по однос на тоа во кој облик, во кои форми се појавува дискриминацијата. И истата ја пријавуваат. Додека минатата година таа бројка драстично се зголеми на 51 представка, а од друга страна во 19 случаеви ние констатиравме дека постои дискриминација по разни основи, како што се работните односи, социјалните права и така натаму. Поголемиот дел на представки беа за работните односи, затоа што граѓаните смета, а ние го констатиравме тоа, дека тие биле исклучени, не успеале да остваруваат одредени права од работен однос, било вработување или било некои права од работниот однос, поради тоа што припаѓаат на се исклучени или припаѓаат на една политичка опција или припаѓаат на една етничка заедница или припаѓаат на една конфесионална група и така натаму. Така да, нашите анализи покажуваат дека во Република Македонија многу треба се работи во оваа поле и тоа со заеднички средства и сили, сите чиницели треба се вклучуваат. Што сакам да кажем со ова? Дека не е лесна борбата против дискриминација. Прво, сметаме дека треба да се работи во две насоки, што е најбитно. Едната насока е ова што денеска ние го правиме. Значи, промоција на правата на граѓаните, да се воспостави поквалитетен диалог помеѓу чинителите во нашето општество, а тоа се институциите што ги спроведуваат законите, што евентуално можат да вршат дискриминација, или во приватниот сектор, а од друга страна институциите што вршат заштита. Таа комуникација, таа отвореност, тој диалог мора да се зајакне и да се развие. И тоа е мојата реченица, дека мораме со заеднички сили да се бориме против оваа појава, која очигледно ја има во нашето општество, а поготово што сме општество кое се разликуваме со разни поделби, односно различности, да се кажеме. Сите сме различни, но треба да се третираме еднакви. Затоа и нашето мото е исти, ама на различен начин. Проектот ќе продолжи со организирање тркалезни маси во други градови, а се реализира со поддршка на холандската влада.